Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за заболувања кои се поврзани со нарушен метаболизам на аминокиселини. Прво на листата е тирозинемија. И како што ни кажува самото име, нешто е поврзано со метаболизмот на тирозин. Ова заболување се наследува автозомно, рецесивно, што значи треба да имаш два рецесивни алели со цел да се манифестира фенотипски и се карактеризира со нарушен метаболизам на тирозин и фенилаланин. Постојат повеќе типови на тирозинемија, секој различен тип соодветствува на отсуство на даден ензим или пак присутен е ензимот, али има нарушена ефикасност, така значи како дефектен ензим. Сега, тип 1 на тирозинемија имаме кога има отсуство или пак нарушена ефикасност на ензимот кој катализира овојов дека-чекор, односно кога има недостаток на фумарил, ацетоацетат, хидролаза. Значи тоа е ензимот кој катализира овој дека-чекор. Сега, ако постои отсуство на овојов дека ензим, тоа значи дека ќе имаме акумулирање на фумарил, ацетоацетат. Океј, бидејќи не продолжува процесот. Океј, не продолжува метаболичкиот пат и имаме натрупување на фумарил, ацетоацетат. Но бидејќи тоа е повратен чекор, дел од тој фумарил ацетоацетат всушност ќе се конвертира во малил ацетоацетат. Океј, тоа значи дека имаме акумулирање на малил и на фумарил ацетоацетат. Овие две соединенија по алтернативни патишта може да бидат конвертирани до сукцинил ацетоацетат, кој понатаму иде до сукцинил ацетон. Ова соединение сукцинил ацетон може да биде доста токсично. Во ред. Овој тип 1 на тирозинемија се јавува кај едно од 100.000 новородени деца и се карактеризира, барем симптомите се диареја, повраќање, жолтица, кисел одор, се мисли на потта, значи има мирис на скисната зелка, оттечени нозе, зголемена предиспозиција за крварење и генерално ќе се развијат проблеми со хепарот, бубрезите, нервниот систем, ќе се развие цироза на црниот дроб, основа хепарот, кој понатаму ќе доведе до развивање на тумори. Океј, и ова е генерално поврзано со овој сукцинил ацетон, кој реков дека ќе почне да се создава. Кај тип 2 тирозинемија, која е многу поретка, значи 1 на 250.000 новородени деца, кај тип 2 имаме отсуство или нарушена функција на тирозин аминотрансферазата. Океј, значи овдека е тип 2. Ева ќе брежам со сина боја, дека ова е кај тип 2, ова дека беше кај тип 1. Значи имаме отсуство или нарушена функција на тирозин аминотрансферацията. Тоа значи дека тирозинот нема да оди никаде, така ќе се акумулира тирозин. Сега тирозинот може да се користи во други метаболички патишта и генерално ќе се користи за правење на протеини, така што не е до толку страшно, но сепак и големи количини на тирозин ќе предизвикаат негативни действија. И генерално се карактеризира со ментална ретардација, блага ментална ретардација, солзење ночите, фотофобија, очна болка, болни кожни лези на дланките и стапалот, така ќе почнат ранија се прават. И постои трет тип кој е многу редок, значи постојат само неколку случаи во светот каде што е забележан, тип 3. И пред тип 3 имаме блага ментална ретардација, може да има напади и зашеметаност. Генерално тип 3 така се јавува кога имаме отсуство на овој тука ензим. 4-хидроксифенилпируват диоксигеназа. Сега, ако тој ензим го нема, во тој случај ќе се зголеми концентрацијата на 4-хидроксифенилпируват во крвта и во другите биолошки течности. Овдека имаме исто се на некој начин сумирано, ако го нема овој дека ензим имаме алкаптонурија, зашто говоревме во едно друго видео. Како се детектира заболувањево е па на изглед ќе се види пациентот и плюс ќе се направат анализи генерално на урината и ќе има многу тирозин и тирозински катаболити. Океј, бидејќи тирозинот не се деградира, така значи не иде до крај тој метаболички пат, особено ако е тип 2, во тој случај ќе има многу големи количина тирозин, додека ако е тип 1, ќе има и доста тирозински катаболити. Така, значи ќе ги има сите овие соединенија. Ио. Во ред, како се лечи, не може баш да се излечи,
него се внесува контролирана исхрана, така. Значи не се внесуваат огромни количини на фенилаланин и тирозин, веќе фенилаланинот исто така и да тирозин пак ќе направи проблем. Затоа се пази што се јаде. Генерално се зима готови формули на храна, така не јадат ко нормална храна, ко прашкови, ко што имаш протеин шејкови, така има спремна храна која не содржи големи количини на фенилаланин и тирозин, али ги содржи другите аминокиселини и нутриенти. Исто така може да се примаат лекарства кои ќе го спречат негативното дејство на сукцинил ацетон, со тоа што ќе извршат инхибиција некаде тука или тука. Значи тоа се лекарства кои генерално тука кои дејствуваат на ензими така што дејствуваат инхибиторно за да не се акумулира фумарил ацетоацетат или малеил. И ова генерално се практикува кај тип 1. Така, нели, тие кои имаат тип 1 се акумулира овие две соединенија, се праши сукцинил ацетон. Па ти ако го инхибираш процесот уште тука, нема ли да стигне до овде, така што си го решил барем тој проблем. Наредно заболување ни е хомоцистинурија, како што ни укажува самото име, ќе биде поврзано со хомоцистеин во урина. Океј. Ова сега е голема симплификација на метаболизмот на хомоцистеин, но генерално ова ни треба за да го објасниме заболувањето. Значи го имаме хомоцистеин кој потекнува всушност од метионин, аминокиселина, со помош на низа реакции. Така. Овој хомоцистеин сега заедно со серин, друга аминокиселина под дејство на цистатионин, бета синтетаза, преминува во цистатионин, кој понатаму преминува во цистеин. Океј, се супер. Сега, за действувањето на овој ФДК ензим, цистатионин, бета синтетаза, потребно е B6 витамин. Во ред. Додека за одвивање ФДК на обратниот процес, каде што хомоцистеин може пак да се врати у метионин, под дејство метионин синтаза, потребно е B12 и фолат. Океј, значи тоа се коензими кои се потребни за да се одвива оваа реакција. Постојат сега индивидуи каде што имаме отсуство или на овој ензим, или на овој, или пак имаме нарушен метаболизам на витамин B6, B12 или фолат. Океј. И генерално хомоцистеиnuријата можеме да ја поделиме на вродена и стекната. Вродената е автозомно рецесивно се наследува и како што реков, или ќе има отсуство на дадениот ензим, или ќе биде дефектен, или ќе биде у многу мала количина. И ова се јавува кај едно од 200.000 новородени деца. Сега, може да биде и стекната хомоцистеинурија и тоа се јавува при лоша диета. Така, например, ако јадеме храна која не содржи витамин B6, не содржи витамин B12 и не содржи фолат, во тој случај овие ензими не можат да функционираат. Океј. Значи не може да катализираат оваа ФДК реакција, значи оваа реакција не се одвива и ќе имаме акумулирање на хомоцистеин во телесните течности. Во ред. Но генерално тоа е многу ретко, зашто B6 има скоро во секоја житна храна, исто и фолат и B12 застапен во животински продукти. Така што ако не јадеш ептен рестриктивна исхрана, би требало да си окей. Сега, без разлика дали е вродена, каде што фалат ензими или се дефектни, или немаме кофактори, истиот е резултатот. Така, имаме зголемување на количеството на хомоцистеин. Исто така се зголемува и на метионин. Например, ако овој ФДК ензим го нема, или не е функционален, овој пат не се одвива. Така што ќе се акумулира хомоцистеин и метионин, бидејќи ќе иде почне обратно да иде процесот. Во ред, додека ако овој чекор ФДК е нефункционален, во тој случај повторно ќе се акумулира хомоцистеин, али нема да се акумулира метионин. Во ред? Во ред. И ова може да послужи за диференцијална дијагноза. Како и да е, сега кога имаме големо количество на хомоцистеин во телесните течности, тој почнува да се акумулира во најразлични ткива и да се врзува и да прави проблеми. Генерално во крвните садови почнува да се врзува за ендотелните клетки, активира проинфламаторни цитокини, така почнува да се создаваат од страна на различни имуни клетки и со тек на време доведува до атеросклероза. Така, значи, за атеросклероза говорам во друго видео, па доведува и до тромбоза, односно до кардиоваскуларни заболувања. Во коските хомоцистеинот се врзува со одредени протеини и ги тенчи коските на некој начин, односно не се доволно силни, цврсти, затоа ќе речам слаби коски, под тие слаби коски понатаму потекнуваат
други проблеми, така, значи може да има кифоза да е зафрлен напред, рабетот да бидат испакнати градите, односно граната коска, длабната да биде, ќе има висок раст, обично кон Марфиев синдром, бидејќи ќе има тенки слаби коски и така натаму. Значи, од тоа ќе се приде на дополнителни проблеми. Ќе има оштетен вид, бидејќи ќе се акумулира во мускули кои се потребни за контрола на леќата, така што тоа ќе направи проблем и ќе се јават и ментални проблеми, бидејќи ќе почне да се акумулира и во мозокот. И генерално, ако е вродено, нема баш некој лек, но ако е стекнато, во тој случај се дава, нели, измена на диетата, така. Значи треба да се внесуваат повеќе нутриенти, повеќе B6, повеќе B12, фолат и така натаму. И исто така се практикува исхрана која е ниска со метионин. Така, значи генерално животинска храна има повеќе метионин, и тиоаминокиселини. Растителна храна генерално има помалце тиоаминокиселини. Инаку има еден препарат кој се препишува што е бетаин, кој всушност помага да се намали количината на хомоцистин, така што промовира да се враќа назад во метионин, значи го промовира Војов дека чекор, значи бетаин. Наредно заболување е цистиноза. И ова повторно е автозомно рецесивно заболување, каде што има проблем во лизозомниот цистински транспортер. Значи ова е протеин кој се наоѓа на лизозомите кои учествува во транспортот на цистеин. Сега, овој дефектен транспортер доведува да многу цистеин влезе во лизозомите, така што тој цистеин почна да прави цистин. Ова говоре во видеото кај што говоре за цистинурија, бидејќи две молекули на цистеин прават цистин. Океј, значи дека има две молекули на цистеин прават цистин. И сега почнува да се создава цистин, кој не е многу растворлив во вода и почнува да прави кристали. Океј, кристализира. Ова сте виделе процес на кристализација кај односно презаситени раствори. Овие кристали понатаму ќе направат низа проблеми. Така, значи генерално ќе доведат до оштетување на бубрезите и оштетување на очите, што ќе има всушност оштетен вид понатаму, но исто така предизвикуваат и многу други проблеми. Така, значи ќе има проблеми со потење, со голтање, ќе има проблеми со нервниот систем, с големи ризици за диабет, проблеми со тиреоидната жлезда и симптомите почнуваат да се манифестираат некаде после 12-15 години. Мислам кога детето ќе биде 12 до 15 години. И ако се остави нетретирано, може да откажат бубрезите во раните 20 години. Океј, и затоа треба да се третира и има едни лекови цистемини, капки за очи се ставаат со цел да се среди видот, се дава натриум цитрат за да се спротистави на ацидозата која настанува во организмот. Но генерално после некое време ќе треба едноставно трансплант на бубрези, бидејќи ќе бидат многу оштетени. Наредно заболување е maple syrup, уринарна болест. Maple syrup сигурно сте слушнале, мавров или сируп. И ова е повторно заболување кое е автозомно рецесивно се следува кај едно од 200.000 новородени деца. Проблемот е во еден ензим кој е всушност комбинација од повеќе ензими, кој ензимски комплекс е, алфа-кетокиселинска декарбоксилаза. Во ред, сега, кога има проблем со овој ензим, имаме всушност нарушен метаболизам на леуцин, изолеуцин и валин, на овие три аминокиселини. И поради тоа, тие се акумулираат во организмот, значи овие аминокиселини не се метаболизираат понатаму, и кој има многу од овие аминокиселини, се добива еден мирис на изгорен шекер, ко карамела, затоа го нарекуваат maple syrup, зашто мириса на maple syrup. Али ние да го асоцирам, всушност мириса на некој изгорен шекер као карамела, и така мириса урината, потта, здивот, и некој си рече, ова е интересно, вака како благот се на мириса, но не е добро бидејќи тоа е проследено со многу последици, бидејќи три аминокиселини се зафатени. Генерално има летаргија, повраќање, намален апетит, мускулни грчеви, има хипотонија, хипертонија, зависно од пациент до пациент. Има церебрален едем, значи оток,
има ментална ретардација, ацидоза, хипогликемија и генерално умираат од церебрален едем ако не се диагностицира рано и не се третира. Како може да се третира? Генерално со диета. Така, значи диетата, исхраната треба да содржи ниски количини на леуцин, изолеуцин и валин. Океј? Така што да се користат само за правење на протеини, да не се акумулираат. Во ред? Но со тек на време, како и да е, ќе треба трансплантант на хепар. И ако се трансплантира хепар, всушност се решава целиот проблем, бидејќи ензимиве, ензимов алфа-кетокиселина, киселинска декрабоксилаза, кој учествува во метаболизмот на овие аминокиселини, генерално се наоѓа во хепарот. Така што ако замениш хепарот, ги замениш тие клетки, генерално се решава проблемот. Но нема да ти заменат хепар се дури не е многу оштетен или не знам, имаш многу пари. И последното заболување за кој ќе збориме е heart-nap болест, која е повторно автозомно рецесивно. И имаме всушност нарушена апсорбција на неполарни аминокиселини. Сега, нарушена апсорбција исто се мисли и на реапсорбција, бидејќи нарушена апсорбцијата во цревата, така од исхраната, не се апсорбираат толку аминокиселини, но исто така кога треба да бидат реапсорбирани во проксималните тубули, кај нефронот, не се реапсорбираат. Океј, значи не се реабсорбираат таму и плюс не се абсорбираат од цревата. И тоа се доведува до тоа да индивидуата има нарушен раст, така низок раст, ќе има тремор на мускулите, нистагмус, значи окото ќе му мрда, фотосензитивност, дерматитис, различни форми, ќе има диареја, ментална ретардација, незаситеност, постојано ќе биде гладна индивидуата, бидејќи аминокиселините не се абсорбираат, ќе се онесвестува многу често, ќе биде таква како уморна цело време. И како се диагностицира? Да, може да се види од надвор индивидуата како изгледа, некои симптоми кои ги покажува, но биохемиски ќе се детектираат многу аминокиселини во урина. Бидејќи не се реабсорбираат, тоа значи завршуваат во урина. Океј. Особено ќе забележиме некои катаболички продукти на триптофанот, како индолацетат и самиот триптофан. Веќе триптофанот не се абсорбира, а тој е битен, бидејќи од триптофан понатаму се прави серотонин, кој е еден од хормоните за среќа, мелатонин, кој не е потребен за сон, за да те натера да спиеш, и особено ниацин, бидејќи ниацинот е потребен понатаму за правење на никотинамид, динуклеотидоз, НАД. А НАД знаеме дека е потребно во многу реакции, така што ќе доведе до доста проблеми. Како се третира висока протеинска храна? Така, значи, сега малце се реабсорбира од цревата, така малце се абсорбира и не се реабсорбира толку од проксималните тубули, така што гледај да внесеш премногу, така, со цел да имаш. И затоа многу висока протеинска исхрана се јаде со цел да има доволно аминокиселини неполарни во организмот. Океј. И тоа беше генерално се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.